Почитувани, сакаме да известиме јавноста дека Груевски и Маневски го подготвија и последниот удар што треба да се зададе на државната администрација, со цел да спроведат нејзина целосна груевизација. Маневски и Груевски во собранието поднесоа нови измени на Закон за државни службеници, кои заради стравот од реакцијата на јавноста ги подготвија тајно, без јавни расправи, дискусии и стручни дебати. Свесни дека предвремените избори ќе уследат мощно и брзо, тие договорија овие законски измени да се усвојат по итна и скратена постапка. Цел на предложените законски измени не е подобрувањето на ефикасноста на државните службеници, не е гарантирањето на нивната департизација, не е нивното остручнување и професионализација, не е подигањето на квалитетот на нивните услуги, туку нивно масовно отпуштање од работа и замена со политички подобни кадри, пред да се спроведат пред парламентарните избори. Еве што му предлагаат Груевски и Маневски на собранието. Воведување психолошки тестови, тестови за интегритет и усно одговарање на прашања од општа култура за сите државни службеници. Воведување задолжителна пробна работа во трајање од 1 година за новите и 6 месеци за сите постојни државни службеници. Секој државен службеник што сака да напредува во повисоко звање ќе биде избран на задолжителна пробна работа од 6 месеци. За тоа време тој ќе работи поодговорни и посложени работи, но ќе зема истата плата што ја зема додека работел со пониско звање. После завршената пробна работа ќе се баде задолжително полагање на стручен испит. Како тој ќе изгледа, кој и како ќе го спроведува, ќе одлучува министерот за информатичко општество. Политичките функционери да може да ги префрлаат државните службеници од еден во друг државен орган без никакво и ничие ограничување, туку врз основа на сопственото наоѓање. Суспендиран државен службеник, наместо досегашните 60, да зема само 50% од својата плата. Паричната казна за државните службеници, наместо досегашните 10, да изнесува 30% од платата. Казната, распоредување на државен службеник во пониско звање, да се изрекува трајно, се до пензионирањето на државниот службеник. Оценување на државните службеници, наместо еднаш годишно, да се прави 2 пати годишно, за да може за само 1 година да се направи целосна чистка од државната администрација на сите неистомисленици и невмровци. На политичките функционери во секој орган на државната администрација да им се даде можност без никакви критериуми да отпуштаат државни службеници со објаснување дека не се задоволни од нивната работа. Почитувани, партизацијата на државната администрација, што ВМРО-ДПМН сака да направи преку донесувањето на овие измени на Законот за државни службеници, ќе овозможи во државната администрација се случува вистинско насилие врз секој неистомисленик на власта, насилство на политичарите врз професионалците, насилство на сервилните врз слободоумните. СДСМ нема никогаш да поддржи ваква девалвација и понижување на државната администрација. Го повикуваме Груевски да го повлече овој срамен закон и наместо да смислува начини за селективно казнување и отпуштање на службениците, да формира центар за нивна обука и специализација. Истовремено, ги охрабруваме сите државни службеници да издржат, да бидат истрајни, доследни на своите знаења и стручност и да не потлекнуваат на заканите и заплашувањата на оваа власт. Изборете за своите права, за својата слобода, за својата работа и придружете им се на останатите слободумни граѓани на големиот протестен марш што организира СДСМ на 5 декември во недела. Овие луѓе што ја закупуваат Македонија брзо ќе паднат од власт, а ние со сите сили ќе се обидеме да ја вратиме Република Македонија на вистинскиот пат.